Последно линковско вклучување во Македонија наутро, колегата Бранко Чупески на терен со соговорник. Имаме актуелна тема, на тема велосипедизам, односно ќе говорат за велосипедската тура, односно трка околу Мавровското езеро. Деталите ги има колегата Бранко Чупески. Бранко, доколку се слушаме, добро утро и повели со разговорот. Здраво Никола, повторпат. Добро утро Македонија, добро утро до гледачите на македонската телевизија. Да, ве слушаме одлично. Се наоѓаме тука во едно паркче во населбата Капиштец во Скопје. Зеленило околу нас, ќе ја промовираме најзелената трка во Македонија, тоа е Халк Вело трката која што ќе се одвива покрај Мавровското езеро. Игор Стојановски, триатлонецот и вработен во организацијата која што ја промовира и организира оваа трка, е наш гостин и соговорник ова утро. Добро утро, Игор. Добро утро на сите гледачи на МТВ. На почетокот ќе кажеме дека си триатлонец, се занимаваш професионално со тој спорт, меѓутоа рекреативно со велосипедизмот. Колку оваа велосипедска трка значи за рекреативците како тебе и за професионалците, за оние сите кои што ќе решат да учествуваат на 8 септември на Халк Вело? Па видите, многу малку има трки, посебно велосипедски во Македонија, и оваа трка баш представува еден можност за сите кои што се занимаваат со овој спорт рекреативно, чисто да се пробаат, да си ги пробат можностите, меѓутоа пред се да се забавуваат и да дојдат на добра забава. Кој се може да се пријави на трката Халк Вело? Секој може да се пријави. Оваа година имаме пријавени од 7 до 77, од рекреативци, професионалци, деца, повеќе категории, ќе има награди во повеќе категории, така да секој што има велосипед, кој што има кацига, може да дојде да учествува. И кој што има желба пред се да вози велосипед, затоа што многумина од нас ги имаат велосипедите дома, меѓутоа тие им служат како реквизити на кои што се закачуваат, нели, се закачува облеката. Какви се категориите? Има ли некакви ограничувања на Халк Вело? Вака, има поделени се во категории, пред се поради наградите. Има профи категорија, има хоби категорија, каде што се во старосни категории ќе се доделуваат награди, и има категории деца од 6 до 12 и од 13 до 17 години. Има вредни награди, така да ќе биде пред се убаво, доаѓаат сите за забава, за рекреација, за екологија, така да верувам дека ќе биде многу убаво. Како ќе се одвива надпреварувачкиот ден, кога почнува, кога се очекува да заврши, какви се други содржини ќе има? Надпреварот е на 8 септември, во четврток, на нашиот голем празник. Започнува во 9:30. Најпрво започнуваат децата, па професионалците, па потоа рекреативците. За забава ќе биде заложен гоце сав, за најмладите ќе има работилница и ќе има секако добра храна. Освен тоа што е ова велосипедска трка за рекреативци, на неа може да учествуваат и професионалци, дали очекувате да се пријават? Има ли пријавени? Не е битна бројката, меѓутоа дали има пријавени? Да, има пријавени и има доста вредни награди за професионалците. Се разбира ќе бидат одвоени овие две категории? Да, прво посебно стартуваат професионалците, посебно стартуваат рекреативците. Како ќе се одвива трката? Ќе споменеме дека тоа е хронометар. Во кој правец и колку ова е километраж? Тоа е хронометар трка, започнува на големиот паркинг во Маврово и се вози до Леуново и назад. Трката е во должина од 22 километри. Малку е брцка, да кажам, меѓутоа не е ништо страшно. Мислам дека секој рекреативец кој што рекреативно вози ќе може да ја извози. Пред се е важно да споменеме дека ова е трка во олимпискиот дух, во духот со природата, значи на таа трка се промовира љубовта кон природата и битно е да се учествува, а не да се освојуваат награди. Така е. Значи оваа трка започна да се организира во 2020, кога започна пандемијата, и големиот интерес и учеството на многу учесници не натера да размислуваме за да стане традиционална. Средствата од трките, од изминатите трки, а и од оваа трка ќе бидат наменети за пошумување, односно садење на дрвца. Во минатите две трки се засадени 15.000 дрва, кои што беа средства обезбедени од котизации и со помош на мојата компанија.
Какво е вашето искуство од претходните две изданија? Тоа беа тешки 2 години за спортот, тешки 2 години воопшто за организација на какви било настани, години во кои што луѓето не се решаваа многу често да се мешаат, да се групираат, меѓутоа сега олабавени се мерките, пандемијата постои, меѓутоа е маргинализирана, надживеана, ќе кажеме, до некој степен. Какви се искуствата од претходните години и што очекувате во поглед на масовноста на посетителите и на учесниците оваа година? Секако дека првата година бројот беше ограничен и поради тоа можеби бројката беше помала, меѓутоа целата организација, целата енергија, целиот дух кој што го имаме со трката допринесува да има што повеќе и учесници и публика, така да има добра забава и верувам дека секоја година овој број ќе се зголемува. Освен тоа што надпреварувачите ќе си поминат убаво на овој надпреварувачки ден, ќе го кажеме, и покрај тоа што е и рекреативен и професионален, односно трката и за рекреативци и за професионалци, ќе споменеме уште еднаш, ќе се забавува и публиката. Што прават луѓето кога се таму во Маврово додека трае трката? Па, оние што се, да кажам, публика, најчесто ги бодрат најблиските, има музика, има награди, има од спонзорите обезбедено пијалоци, освежување и најчесто се тука и потоа седнуваат на семеен ручек, така да верувам дека е убав ден да се помине во природа. Овој ден ќе биде комплетен аранжман за едно семејство, ќе биде убаво да семејствата да бидат присутни таму, оние што можат, оние што сакаат. Сега со нас луѓето, кај нас постои еден проблем, а тоа е најголемиот проблем на човештвото, а тоа е она што го оставаме зад себе кога нешто организираме. Многу често луѓето кога се заминуваат од одредено место, оставаат се она што се нарекува отпад, оставаат пластика, оставаат штетни материи за природата, едноставно не се грижат премногу за заштита на животната средина. Дали е така со оние кои што доаѓаат на Халк вело? Па видете, оваа трка пред се е наменета за подигање на свеста за екологија и е во рамките на Халк Еко платформата, односно Халк Еко платформата влие за зачувување на животната средина. Се повеќе имаме луѓе кои што се грижат за екологијата, бидејќи со секој извозен километар банката има врска да засади дрвце и поради тоа некако ја подигнавме свеста се повеќе од луѓето. Знаете како, кога се внимава на екологија и самата свест на луѓето се подига, така да изминатите години искуството покажуваат баш дека сме свесни за овој дел. Се помалку се остава ѓубре, така да верувам дека со оваа трка допринесуваме и со самата Халк Еко платформа на зачувување на животната средина. Ти си надпреварувач во триатлон, една од дисциплините таму е велосипедизмот. Што те натера тебе да бидеш дел од оваа трка? Па добрата енергија, самиот ја користам Халк Еко апликацијата, доброто дружење таму кое што го имаме и можноста да се освојат награди. Игор, на крај со една порака ќе го заокружиме ова линковско вклучување, што ќе им порачаш на оние што се потенцијални, односно на оние што се учесници и на оние што се потенцијална публика на Халк вело за 8 септември? Па ќе им порачам да се забавуваат пред се, да уживаат во денот и да имаат убав ден поминат по Мавро. И се разбира на оние кои што не се пријавени оваа година, ќе им порачаме да се пријават на наредните истани. Така е. Се надевам дека следната година многу повеќе ќе се пријават. Игор, ти благодариме што одвои минути ова утро, ти посакуваме убава трка пред се и ви посакуваме како организација, како општествено одговорна компанија, добра организација на целокупниот евент, па да видиме убави кадри од 8 септември, а и да ја видиме Халк вело и во годините што следуваат. Ви благодарам на поканата, се гледаме во четврток и во посакувам убав ден. Да, ти благодариме уште еднаш. Почитувани, зборувавме на тема Халк вело, тоа е велосипедска трка која што ќе се организира крај Мавровското езеро. Трката е на хронометар, трката е за рекреативци и за професионалци, за сите ќе има вредни награди, има повеќе категории, детски и за возрастни. Убаво е да се биде дел од овој настан, убаво е да се биде дел од Халк вело, затоа што тоа е трка која што ги промовира општествените вредности, вистинските човечки вредности, а највистинската меѓу човечките вредности е заштитата на природата, да бидеме одговорни не само на 8 септември, не само на тој ден, не само на Халк вело, туку воопшто во животот, да се чуваме оваа животна средина, затоа што друга немаме. Студио?
Бранко, благодарам за вклучувањето во Македонија наутро, информациите за нашите гледачи, особено оние кои што го сакаат велосипедизмот и кои што размислуваат што да прават на денот кој го спомена. Имаме трка пред нас. Впрочем, септември некако има многу спортски настани за кои ќе говориме во Македонија наутро, но еве, оваа велотрка е можност меѓу другото и да го искористиме убаво денот, да имаме спортска активност и она што го спомена ти, заштитата на животната средина, уште еднаш да не заборавиме што оставаме зад себе, не само заради нас, туку и заради генерациите кои доаѓаат по нас. Бранко, благодариме за вклучувањето. Се надеваме дека и Бранко можеби ќе го видиме в четвртак. Тоа се очекува, бидејќи еднаш веќе не го видовме на велосипед. Се надевам дека со оваа трка барем фотографија ќе успееме да обезбедиме.